Силниот дожд, кој ово утро врне, ни ги најави условите под кои денес ќе се одвива купот Петре Прличко, кој се организира во склоп на манифестацијата Скопје Урбан Фишинг 2020 година. Учесници за овој риболовен натпревар пристигнуваат од целата територија на Република Македонија и полека, малку по малку, ја носат со себе риболовната опрема со која денес ќе се натпреваруваат. Ќе се обидат да го освојат првото место на 11-тиот поред куп Петре Прличко, кој се организира во чест на недобриот македонски глумец, но воедно и недобриот меѓу недобрите рибари Петре Прличко. На денешниот натпревар учество пријавија 11 екипи со по тројца членови по екипа, односно денес ќе се натпреваруваат купно 33 натпреварувачи. Почитувани гости, членови на екипите од цела наша Република Македонија. Чест ми е да го отворам меморијалниот Петре Прличко, кој што се одржува 11 пати поред. И по чест на нашиот бар на клубството, почитуваниот на сега покоен Петре Прличко, за кој што секоја година има една крилатица која ја повторуваме дека беше најдобар рибар меѓу глумците и најдобар глумец меѓу рибарите и најдобар глумец меѓу глумците. По продолжение говорот нема да ја биде долг, бидејќи временски услови тоа го налагаат, би сакал да изразам големо задоволство, уште еднаш да ве поздравам што најдовте и време и можност да присуствувате на оваа наша манифестација која што е традиционална и не е само 11 пат, туку 11 пат по името на Петре Прличко, иначе, како што знаете, овој куп претходно се викаше куп 11 октомври. И сакал да изразам големо задоволство на собранието на град Скопје, кое што е генерален спонзор, повторбат се разбира, како на Урбан Фишинг манифестацијата која што продолжува утре, која што го финансираше одржувањето на ова манифестација и се разбира како технички организатор на, сакам да му заблагодарам на Сдруженијето на спортско-рекреативни и риболовски бартер, на сите волонтери кои што во најголемиот број се собрани овдека. Уште еднаш ќе кажем за техничката организација на оваа манифестација. Временските услови може би не ни погодуваат, меѓутоа ние рибарите сме навикани, не ни е прв пат вака да одиме на риболов и да паѓа дожд. Се надевам дека во текот на денот дождот ќе престане. И на крајот на сите ви посакувам бистро, дека победен е добриот, тоа секогаш го велиме на крај. Тука сме собрани најдобрите екипи од Република Македонија кои што ќе учествуваат во овој натпревар. Пред почетокот на отварањето на натпреварот, организаторите на оваа манифестација, заедно со сите учесници и натпреварувачи, ја отпеа химната на Република Македонија. Ќе ве замолам се сите, ако може сите да испееме, значи химна на Република Македонија како за отварање, за да биде малку по-атмосферно. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Вардар, ајде. Потоа се започна со излекување на ждрепки, за да можат екипите и натпреварувачите да се распоредат на позициите, како и секторите кои ќе бидат одредени по пат на ждрепки. Црна река! Црна река, ајде, Црна река. 2!
Кркучка. Кркучка, ajde Кркучка. 8. Крап Радовиш. Ajde, Krap Radović, ajde. Ludo, Luki Ludo. 5. 5. Мамет Филип 4. Влечиме за зони. Свети апостол Петар. Се влече за Бован Милошевски. Зона В. За Наум Лазаревски. Зона В. Ja, da vidят. И Петър Булевски, зона А. Църна река. Се влече за Щатевски Драганчо. И областта. А. Рамиз Маликов. Еленов. В. I A. И Митрев Златко А. Кралев Мариан А. Петров Тони. В. И Казаков Славчо е Б. Ne treba da se mučiš. Чиня. Kako si ги? Васил. Б. И Антонио Бошковски е А. Поизлечените ждрепки надпреварувачите се упатија кон своите позиции, откаде денес треба да ловат, откаде ќе го чекаат и свирежот на главниот судија за почеток на надпреварот, односно за пристап кон позициите припрема на риболовната опрема. Езерцето во градскиот парк во Скопје е идеално за организирање на вакви спортски надпревари и манифестации, бидејќи истото располага со доволен фонд на риба, бидејќи неколку пати е и порибувано.
Дождот непрестано паѓаше, но тој како воопшто и да не представуваше никаков проблем за надпреварувачите, кои смирено ја распоредуваа опремата и ги склопуваа трските. Некои поставуваат чадори, а некои воопшто не се ни трудеа да ги постават. Едноставно му пркосеа на силниот дожд, облечени само во кабаници, како би се заштители од дождот. По известно време, дождот полека почна да стивнува, па се слушна по втор пат свирката на главниот судија, кој означуваше почеток на прихрана на рибата. Па за 15 на минути се огласи и третиот свиреш на судијата за почеток на ловот на рибата. И за кратко време мамците се најдоа во водата, а рибарите го очекуваа и првиот улов. Не помина долго време и ете ја и првата уловена риба, па веднаш втората, третата и така натака. Рибата започна активно да гризе, иако времето не беше наклонето кон рибарите. Но таков е овој спорт. Временските услови не смеат да бидат никаква препрека за страстните риболовци. Тука беше и будното око на искусните судии кои се грижеа за регуларноста на надпреварот.
Денеска присуствуваме на 11-тиот поред куп Петре Прличко и како што кажува самото име, купот се одржува во чест на овој наш голем глумачки бард или бард на глумството Петре Прличко, за кој што имаме една крилатица и секогаш велиме дека тој беше најдобар рибар меѓу глумците и најдобар глумец меѓу рибарите. Тој е најдобар глумец меѓу глумците. Инаку, овој куп има голема традиција, 11-ти поред, реков на почетокот, меѓу тоа под името Петре Прличко, а пред тоа долги години се одржуваше под името куп на 11 октомври. Инаку на денешно надпреварување, на денешниот куп присуствуваат 11 најдобри екипи од Република Македонија. Сакам да кажам уште и тоа дека самиот куп оваа година, како и минатата година, е под покровителство на Собранието на град Скопје. Значи финансиска поддршка ни даде Собранието на град Скопје, тоест како главен спонсор се појавува, меѓутоа целокупната техничка организација на овој куп е во организација на Сдруженијето на спортските риболовци Вардар од Скопје. Као што можеме да видиме на почетокот на овој куп имаме добар улов. Тоа претпоставам дека вие понатака ќе го прикажете во вашата емисија. На почетокот имавме малце лошо време, проследено со дожд, меѓутоа време тоа што гледаме се разубавува и се надевам дека ќе имаме добар улов. На почетокот на сите надпреварувачи им посакавме бистро да победи најдобриот и на крајот би го кажал уште тоа дека ова е меѓународен куп, меѓутоа со оглед на фактот дека имаме пандемија на COVID-19, екипите кои што традиционално присуствуваат на овој куп од Србија, од Косово, од Босна, од Бугарија и така натака, нема можност да дојдат да ја увеличат оваа наша манифестација. Колку учесници има на овој надпревар? Реков 11 учесници има на овој надпревар. 11? Секоја екипа 11 екипи? 11 екипи, секоја екипа, нели, брои во својот состав по 3 надпреварувачи. 30 учесници. И 3 учесници. Тоа е оптималната бројка каде што може да ги задоволи потребите технички, мислам на оваа наша патека, на ова прекрасно езерце во близината на, кој што може да видите, на Централ парк во Скопје, каде што овој простор, овој локалитет постана една голема традиција риболовна на градот Скопје. Инаку би дополнил и тоа дека манифестацијата се организира по втор пат заедно со Урбан Фишинг манифестацијата, нели? Каде што имаме повеќе надпревари, повеќе смотрени на различни категории риболовци, од младинци до 15 до инвалиди, па понатака во текот на утрешниот ден надпреварувањето ќе продолжи, но не како куп Петре Прличко, туку ќе се надпреваруваат индивидуалци, спортски риболовци, односно секоја екипа ќе брои по 2 надпреварувачи. Добро, благодариме. Молим. Продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје е снабдена со најголем избор на трски и риболовна опрема од светски познатите брендови Даива, Колмик, Корморан, Мавер и Сеика турбетини, како и продукти од брендот Марти Спорт. Машинки од светски познатите брендови Даива Инфинити, Кајмако, Мако Стип. Голем избор на трски за риболов на пливка, фибер, главински риболов за краб и сом, спининг, мушичарење. Најквалитетни најлон конци, како и плетени конци од брендот Корморан, Колмик, Пауер, Горила, Скорпион и други познати брендови.
Дојдете во продавницата на Марти Спорт во Скопје, трговски центар Буњаковец, уверете се во големиот асортиман на риболовна опрема со врвен квалитет. За подетални информации може да се јавите на телефонските броеви 071 317 092 и 078 233 343 или посетете ја Facebook страната на Марти Спорт. Марти Спорт Скопје. Денес се наоѓаме во градскиот парк, каде се одржува третиот ден од Скопје Урбан Фишинг двојката, односно во третиот ден спаѓа 11-тиот меморијален традиционален куп Петре Прличко во организација на риболовното друштво Вардар, најстарото здружение во Македонија, па и Балканот. Како што може да видиме, малце време ни откажа послушност, така би рекол, но и нормално е, веќе е есене. Промената е баш денеска, малце се одразува и на уловот, како што може да забележат камерите, меѓутоа не е без улов, има се уште рибче која е активно. Оваа промена, значи како на луѓето, така и на рибите делува. Тоа што може да кажеме за денешниот надпревар, чето има денеска 11 екипи се присутни од Македонија. Има многу легенди надпреварувачи на патеката, стари надпреварувачи од дамна кои надловено, кои се активни, и има и такви кои не се активни, но денеска ловат. Значи риба има во езерцето, има бојник, има црвеноперка, има крапче, има караш, има костреш. Значи рибче има доволно, тоа се види и на купот рибарче и на рекреативната дружба што беше минатата недела, меѓутоа пак е напоменам, веќе променава од лето во есен, се делува и кај рибата и кај нас, тоа е тоа. Скопје Урбан Фишинг е од минатата година. Започнува е веќе двојката, вториот дел. Мене ми е мило што градот Скопје има разбирање за нас риболовците, еве континуирано веќе не поддржува. Најверојатно позитивна манифестација сме и одговара и за градот, и за риболовците. Јас се надевам ќе продолжи во иднина. Голема благодарност значи до градот Скопје, до началникот, до секторот за локален економски развој при градот Скопје, и се надевам во иднина не само што ќе продолжи ова како поддршка генерален покровител да не биде град Скопје, односно ќе се приклучат и други институции од риболовот, од спортот. Утре не очекува еден прекрасен надпревар, би рекол. Бар се надевам, бар поубаво време во ќе биде. Бар нема да врне, ќе биде малку потопло. Тоа све ќе диригира колку риба ќе се вади. Значи, ете се проба, целта беше да се донесат што повеќе професионалци од странство и со наши ведоси да се измешаат тука, значи репрезентативци од Македонија, пранешни, идни, сегашни репрезентативци, значи да одмерат сили со некои други репрезентативци од окружувањето наше. Ама ете ковидот не спречува да го изведеме сето тоа. Голем беше интересот, многу звучни имиња, би рекол, на Балканов заинтересирани беа да дојдат, но ковидот малце ги спречува. Со
Дали мерката у нивната држава, дали цената на ПЦР тестот, дали, значи, тоа е малце комплицирано. Тој ПЦР тест, рецимо, трае некаде 48 часа, некаде 72 часа. Тие, од тој калибар на природачи, ако дојдат, тој најмалце доаѓа 3 или 4 дена, тоа е над 72 часа и веќе се комплицира работа. Има у некои држави, Бугарија, например, и да има ПЦР, кога ќе се врати у Бугарија, од Македонија, мора 14 дена карантин да седи. И тоа не ми одговара нормално. Кои се плановите и програмата на Надпреварувачка комисија до крајот на година? Дали ќе имате прогласување на спортисти, стипендии? Па, да. Значи, заложбата беше уште од самиот момент, првиот момент кога владата донесе одлука да може да се продолжи со спортски активности. Значи, одма нашата комисија изреагира со предлог протокол, ковид протокол и програмата за надпревари. И први што беа децата со државното првенство само ради тие субвенции што ги добиваат од Агенција за млади и спорт. Значи, стипендии, помош за здруженијата, прво и второ пласираните. Значи, тоа не ќевме го пропуштиме. Направивме напори, го изведавме тоа, значи тоа е се завршено, обезбедено. Децата си продолжува развојот, значи нивен. Тоа е што имам да кажам, врска со... Па до сега нема некои посериозни проблеми, односно ние освен не тековни некои тоа ситници се, че посериозни проблеми. Не, тоа е бидејќи е транспарентно, че се одлучува заеднички помеѓу сите, не е председнички, врховистички, да кажам. Значи, се договараат сите, секој си има право на своето мислење, се зима најубавото од секој предлог на тие членови на комисија, се контактираат и надпреварувачите и учесниците, екипите. Значи, малце еден друг пристап има оваа комисија од како ја раководам, че е отворена за било какви предлози, размислување, се со цел да иде нешто да се олесни, да иде напред. Се слушна и последниот свиреж на судијата, кој значеше крај на денешниот риболовен надпревар, па што веднаш се пристапи кон мерење на уловената риба. Па така за кратко време го добивне и победникот на денешниот надпревар, а тоа беше надпреварувачот кој улови најголема количина на риба. А кој е тој? Ке дознаете за кратко. Штом се заврши со собирање на резултатите од уловената риба од сите надпреварувачи. 0,255, 0,135, 0,155. Нема друго. 0,195. Види да не можете. 0,675. Одиме таму да мериме. Таму, ајде. Браво. Браво, мајсторе. Има ли? Има. 1130. Само маса. 0,775. 0,810. Не си последен, не си. Сега си. Айде, малинка, бе. Нула 765. 0,885. Свадя бе, бе. Види дали е още. Една. Падна. 1145. Чекай да изсликаме.
2011 меѓународен, да го наречам, традиционален клуб Петропавличко. И како и секој клуб, така има и овој клуб победници. Ова победници ќе ги дознаеме покасно, сега ќе ги викам екипите да доаѓаат за да си земат благодарниците за учество и промотивниот материјал. Црна река Битола. Мамец Прилеп. Граф Радовиш. Оскар Кавадарци. Сега да ги прогласиме и најдобрите. Прво ќе почнеме во екипна конкуренција, тишина малце. Прво да почнеме со екипна конкуренција. Трето место, Бабуна Велес. Второ место, Марджан Куманово. Победникот на денешниот клуб е Вардар Скопје. Во поединечна конкуренција. Трето место, Иванчо Богојовски со 1135 грама. Второ место, Јоко Кошев, трофеј Струмица со 1145 грама. Победник во поединечна конкуренција, Тони Гоговчевски. Го повикувам капитенот на екипата на Вардар Скопје да го прими природниот пека. Благодарам на сите, покажавте колку големи спортисти сте. Се чекаме и до година и ово ваше присуство денеска, верувајте, ќе има голем удел во иднина. Ви благодарам. А сега ми сакал на председателот наш еден символичен, па не е баш символичен, малце поише, многу подарок да му доделам.